1 март, денот на цивилната заштита, по тој повод за активностите кои што ги организира подрачното оделение на Дирекцијата за заштита и спасување, разговараме со раководителот Зоки Павловски. Господине Павловски, 1 март ден на цивилната заштита, со кои активности го одбележувате денешниот ден? Вака, 1 март е меѓународен ден на цивилната заштита, значи светскиот ден на цивилна заштита е донесен во 1990 година со одлука на Генералното собрание на меѓународната организација за цивилна заштита и од тогаш до денеска се слави како ден на цивилна заштита секоја година. Во Република Македонија цивилната заштита го представја Дирекцијата за заштита и спасување, која е као природен наследник и правен наследник на цивилната заштита. Постои од 2005 година и се бави со заштита на луѓето, материјалните добра и природните богатства на Република Македонија. Со кои активности го одбележувате денешниот ден? Значи, денешниот ден го одбележуваме со поделба на граѓаните на едни флаерчиња и календарчиња кои ќе го одбележат 1 март. Со кои активности, например, е насочена Дирекцијата за заштита и спасување? Каде се вие се вклучувате со вашите активности? Дирекцијата за заштита и спасување се бави со активности заштита на луѓето од природни непогоди. Тука спаѓаат сите природни непогоди, значи пожари, земјотреси и други несреќи, како и катастрофите што се случуваат, технолошките катастрофи во индустријата. Исто така се бави со заштита на материјалните добра на луѓето, на имотите на луѓето, на материјалните добра на државата, природните богатства со нивна заштита. Во нашето подрачно оделение за заштита и спасување имаме повеќе единици за заштита од природни непогоди, која што е единицата за заштита од пожари, единицата за заштита од поплави, единицата за заштита од технолошки несреќи, сообраќајни несреќи. Значи, ние се вклучуваме по барање на самата локална самоуправа, кога нивните сили не може да се справат со таа природна непогода, се вклучуваат државните сили за заштита и спасување, тоа сме ние, ги активираме, мобилизираме единиците, и со нашите планови што ги имаме предвидено претходно, излегуваме на терен и се справуваме до сега успешно со сите природни непогоди. Знаеме сите дека во светот се повеќе заступни се природните непогоди, природните катастрофи и се повеќе се обрнува внимание на заштита на луѓето од природни непогоди, дали е тоа во мир, во воени услови, значи може да постојат природни непогоди и во воени услови како земјотреси, се бавиме со заштита на луѓето од тие елементарни непогоди.